мина за него знаат да кажат дека е жива легенда, а останатите потајно се сложуваат. Оние кои го познаваат, тоа го тврдат, а оние кои не го познаваат, имаат чувство како да го знаат одблиску цел живот. За него нема потреба многу да се каже, ниту нешто посебно да се најавува, затоа што неговото постоење зборува самото за себе. Иако кружат чаршиски муабети дека е тешко да се стигне до него, особено за потребите на медиумите, сепак митот се поби кога успеавме да договориме средба за 10 минути и истата да ја реализираме 2 дена потоа. Отидовме до Дојран, прошетавме, позборувавме за тоа зошто баш Дојран е неговото живеалиште веќе неколку години и за најубавите спомени таму, па седнавме за оној посериозниот дел од муабетот и неговиот живот. Ние обично имаме навика да одиме по гости, меѓутоа твојата куќа е се уште во изградба, па ева малце ќе искористиме таа прилика да прошетаме низ Дојран. Која е твојата конекција со Дојран всушност? Многумина се уште мислат дека твоето потекло е всушност од Дојран. Дали е тоа вистина или нема, има некаква посебна конекција помеѓу Дојран и тебе? Немам никаква врска со Дојран јас. Мојот татко потекнува од Штип, мајка ми е Скопјанка, дедо ми од Велес, нели? Немам никаква врска. Меѓутоа, уште од најмала возраст, да речеме, кога популарно беше кампувањето, еден дел од летото фамилиарно одевме во градиште, во Охрид, а некаде на крајот на летото се одеше во Ачикот. Тоа е еден камп таму на границата, блиску до селото Николич, поточно помеѓу Нов Дојран и Николич, беше многу популарен камп. Така да како тинејџер, барем 10 на 15 дена доаѓав тука со моите родители, со сестра ми. Таму некаде во младешките години почнав да доаѓам во Дојран заради тоа што ми се види интересен како можност за дружба со посебни луѓе. Овдека живеат луѓе што ги грее сонцето над 300 дена во годината. Тие луѓе не може да се лоши луѓе. И така некако се спријателив со легендарниот голман на Беласица, Победа, Прилеп и Белградски Партизан, подосна и Утрехт во Холандија, Благој Статов, кој овде навлезот во Нов Дојран, има направено, бај да речам, империја, еден голем спортски комплекс, во кој доаѓаат познати спортисти од Балканот на подготовки, затоа што овдека климата е прекрасна, се наоѓаме на 100 кусур метра надморска висина, медитеранска клима, топло и во зима и така натаму. Почнаме да се дружиме, во меѓувреме неговите синови и ќерката почнаа и тие да созреваат, да стануваат своји луѓе. Денеска се дружам со нив, бидејќи Благој си замина пред неколку години. Тоа ми е, да речеме, првото место омилено од времето. Меѓу Дојран и Валандово Фурка. Кога ќе стигнам до Фурка, јас веќе не сум Игор Џамбазов, станувам Игор Истатов. Па потоа, кога ќе го напуштам Нов Дојран и влегувам во Стар Дојран, тогаш сум веќе Игор Јанев, член на фамилијата Јаневи, собствениците на легендарниот. А па кога одам во моето омилено Сретеново, јас сум Игор Чуков. Заради семејството Чукови, моите најдобри пријатели, јас се чувствувам како дел од тоа семејство, на вистина. Така, сакам да кажам, од трите населени места од оваа страна на Дојранскиот брег, јас си имам семејства во трите места. Со кое највеќе се поистоветуваат? Па некако Сретеново најмногу го засакав, некако. Тоа има една многу интересна приказна. Сретеново е, да речеме, создадено пред 100 години од тогашниот југословенски крал, кој бил болен од астма и неговие краишта му одговорале. И тоа е едно од првите колонизаторски места во Македонија. Знаеш како оди тоа, доаѓа кралот, доаѓа еден поп, еден професор, еден доктор, еден учител. Од се по нешто и се создава една населба, живеат луѓе дојденци од тогашниот Балкан, од Хрватска, од Србија, но тие, да ти кажам, најискрено се поголеми македонци и од нас. Си го сакаат Дојран, си ја сакаат Македонија. И тоа да ти доодговора на прашањето. И се обидов јас, знаев дека не сакам да живеам во Скопје. Јас не живеам во Скопје повеќе од 20 години. Живеам на разни места, помалку, нема да ми се допадне ќе го напуштам. Се обидов, да речеме, неколку години живеев во селото Слепче, Демир Хисарско. Но ето така, некако приказката таму заврши, преубаво ми беше. Во меѓувреме ми се случи тој, ајде да речеме, крах со здравјето и ми беше посоветувано да најдам некое прикладно место за мојата болест, болест е тоа сепак. И тоа мора да биде на некоја мала надморска висина. И Дојран, некако од прва ми упали Дојран,
И еве сум веќе 6-та година. Да, некако остали да се патувам, кој ќе речат леле бе како патуваш? Па патувам секој, веќе сум одлучил да го сменам начинот на живот, лајфстајлот, нели да го сменам. А имам представи во Скопје, имам концерти во Битола, имам снимање во Струга. А што е битно дали патувам за Битола од Скопје или од Дојран? Да, некако во поголемите држави тоа е нормално, мислам, за од да стигнеш на работно место. Патуваш по 2,5 часа до работа и 2,5 часа наназад. Да, тоа ми е некако најмалиот проблем. И некако, како заинат на овие скопјани, сакам да им покажам дека може да се живее и така. Да. Имам представа од 8, во 5 часот тргнуваме од тука со колата, имам човек што ме вози, во 7 часот сум во театар, во 8 е представата, во 9:30 завршува, во 11:30 јас сум тука во Дојран. Значи можно е, луѓе, можно е. Тоа ќе се случи многу наскоро. Луѓе да почнат да доаѓаат. И веќе има такви што купија куќи тука, го напуштија големиот град. Од еве сега вака кога ве гледам дојдени од Скопје, не изгледате добро. не изгледате. Мислам дека добро ќе ни дојде малку Дојран. Воопшто. Да. Сега дојдовме до крајот на Стар Дојран. И сега тука после Луна Парков, таму е основното училиште во Нов Дојран, во Стар Дојран. Таму учат од 1 до 5 оделение и таму почнува Сретено. До сега бевме во Стар Дојран и од тука до границата е Сретено. Сега дојдете да ви ја покажам куќата. Ние одминавме. Убав ни беше муабетот. Дали си го најдовте мирот во Дојран и кој дел од Дојран всушност ви е најголемиот мир? Ќе дојдете следниот пат, кој ќе биде убаво време. Сега наидовте на еден навистина неочекувано лош ден. Значи на секој 500 метра Дојран имам спомени и како младич, а и од сегашниве последни 5-6 години. Прво живеев, да речеме, на самата граница со Грција, во бунгаловите на живеев таму можеби година и кусур. Многу ми беше убаво, со Емче, со мачката, уживавме таму. Па живеев кај Чуковите, во Сретеново, па живеев тука на почетокот на Стар Дојран спроти председателската резиденција кај Джиневи. И сега живеам во една убава кукичка, верувам дека ќе дојдете да ја видите Ферхудне таму попосле. И чекам да се направи мојата, чекате се само малце, уште малце треба да поодиме, и ќе се појави. Не знам колку време не си била во Дојран. Па од летото? Сега од ова лето? Добро, значи знаеш за сето ова, има луѓе што доживуваат цивилизацијски шок кој ќе дојде. Последен пат биле пред 35 години, ги изеле комарците и никош повеќе не дошле. Не можам да им објаснам да луѓето дека во Дојран има комарци колку што има и во Прилеп. Не можам да им објаснам, значи толку има. Летно време има вика комарци. Сега кој упали си лицата навечер, ќе се соберат инсекти, комарци, нормално. Многи немате и автохтони комарци дојрански како врапчиња во една книга ги имам објаснето, викам да не се вкрстувани со врапчиња, огромни. Имаш неколку стејџови во животот. Го имаш оној писателскиот, го имаш театарскиот, го имаш телевизискиот, скопскиот и дојранскиот. На кој од тие стејџови под наводници најкомотно се чувствуваш? Каде си дома? Сега, тука. И сега кога си одев од Скопје, кога ме здраво, кога ме прашува луѓето, кај ќе одиш? Дома. За разлика од сите овие други луѓе тука, јас не направив викендичка, туку дом. Сестра ми архитекта, она помагаше. Но она помогна за се. Јас ќе направив таа куќа, но ќе ја правив 10 години. Вака со професионалец за многу побрзо време. Кој е споменот уствари што ти оставил најголем печат што го паметиш и ден денес? Да, и можеш да го издвоиш од сите. Па многу. Има да речеме еден легендарен концерт што го направив кога општината се сложи да го запрат сообраќајот и тука во центарот направив концерт сам на Шанк столица со една гитара кој траеше 3 часа и се викаше За инат на комарците. Тоа е 95-6 година. Па има водено Ѓолјска убавица, кога немаше езеро. Кога беше еколошката катастрофа, езерото беше на 300 метра од тука. Ѓолј, да ме блато, Ѓолј вика дојранчани. И Благој покојен викаше, ајде да правиме мис убавица езерска. Викам, кај гледаш езеро ти? Ѓолјска убавица ќе правиме. И на вистина правиме, Владо Јаневски пееше, сакам да кажам, не беше некоја селска приредба. Да, и 98 пролета и летото, тука дојдовме Гуру Харе, јас и Тони Михајловски, имавме алтернативен бенд, што се викаше Бебешки. Имавме еден концерт, овдека во Нов Дојран, во ноќниот клуб
И тоа е снимено и снимката од изведбата на Чешел Блуз, блуз посветен на Дојран, ја ставивме на албум така како што е снимена во оригиналниот. Какви се соседите во Дојран? Леле, овде да ти кажам, каде што сум јас, куќата, во околината, скоро и да не живее никој. До мене има еден чичко Драги, што доаѓа 2 пати годишно на риба. Зад мене има некои пензионери од Скопје, меѓутоа сам ќе бидам во цело мало, Горна Малата. Еве, сега се наоѓаме во центарот фактички на Стар Дојран, даунтаун. Ова е хотел. Еве го легендарен. И еве куќата со стаклата. А таа со стаклата? Да, мојата. При крај? При крај, готово. Сега чекам сестра ми доаѓа во февруари. Она кој ќе дојде со својот амерички начин на размислување за тоа како треба се работи, мислам дека за 2 месеца максимално ќе можам да влезам конечно во неа и убаво ми и ваму кај што сум, ама сепак на свое, кога си е најсладко. Да. Граѓаните на Дојран те третираат како звезда или веќе се навикнаа дека си Им помина кејфо. Ма се разбира дека да. Јас не се ни сеќам дека сум имал некаква непријатна ситуација за овие 5-6 години тука. Овие се посебни луѓе. Мислам... Дијалектот го научиле, го владееш? Мене тоа ми е хоби, ја до крај на живот ќе ги учам сите дијалекти. Ама многу е чудно, знаеш што, кога ќе тргнам од тука за Гевгелија, како јас сам природно си се прешалтувам на гевгелиски. Иако се многу слични, ама не се исти. Не се исти. Или речеме Валандово, таму веќе оди на кај Струмички, Струмица, сосема тоа. Тоа ми е хоби и ден денеска го правам. И најсмешници ми се таксистите во Скопје. Ќе се докаде и ќе му кажам, ќе прозбориме нешто и јас само ќе речам. Ти од Прилеп си? Кај ме познае? Па викам, хоби ми е тоа, добар сум во своето хоби. Дијалектите се уште ме провоцираат, ме возбудуваат. Дојранскиот е нешто посебно. А имаме доста. Имаме доста и сега сум во фаза кога прибирам зборови, разговарам со многу дојранчани и најдов некои зборови што се мислам онака да паднеш во несвест со смеење, да. Но сите со свое значење, коренот не е ништо случајно, ги собирам и сакам да издадам речник на автохтони дојрански зборови, изрази, изреки, афоризми, поговорки, се што има. Ова е едно посебно место. Значи, ова место било во двете светски војни, местото на разграничување на војските. Значи, тука бил линијата на фронтот. Стар Дојран неколку пати бомбардиран. За време на Прва светска војна е бомбардиран и го напуштиле многу луѓе, а тогаш живееле 18.000 луѓе во Стар Дојран. Стар Дојран бил град во тоа време. Има прекрасни приказки во легендарниот кој е отворен 1884 година, Гоце Делчев пиел кафе. Затоа што бил учител во Кукуша. Кукуша е на половина час, сега поново, тогаш нега било за 3 часа. Најголемите македонски уметници, музичари, композитори, сликари, тука проведувале денови. Тука ова било центарот на боемштината во овој дел од Македонија. Дедо ми, Илија Џаџев, сите влюби, Ацо Јовановски, легендарниот глумец кој тука си го заврши животот. Има нешто во Дојран просто што те освојува. Да, и јас на сите оние што се неверни томи и што не веруваат дека во нормално се живее во Дојран, дека е убаво, им порачувам да дојдат. Дојдете па ќе видите. Особено вие што не сте биле по 35 години, ќе доживеете цивилизацијски шок. Си имаме и ние проблеми. Водата се повлече, го исклучија таквото. Значи си имаме ние проблеми, но се бори, ова е град што се бори за себе. Инаку нема да е интересно. Да, и друго нешто. Езеро што е старо 1 милион години. Не може да го уништат некои индијанци што живееле на почетокот на 21 век, затоа што биле несовесни, па е шпунтувале. Тоа езеро доживело тектонски пореметувања, земјотреси, вулкани, што се не. И еве сега неколку пати падна дожд, 3 дена имаше снег, веднаш се подобри нивото на. Значи само треба снегови, дождови, тоа му треба на Дојран, ништо повеќе. Се друго си имаме ние, слънце, ветер, луѓе имаме. Цела Македонија ништо не ништи како Пирај. Ние сме баш како Пирај, да. На вистина некако како да сме создали, како експериментална нација некоја. Така понекогаш се чувствувам, зашто некои работи на нас ги испитуваат, како лабораторијски глувчиња сме. А преживуваме. Преживувам и тоа е доказ дека сме многу поталентирани за живот од сите овие кои неправедно живеат подобро од нас. Игор, која е твојата рутина, дневна рутина? Дали се разликува таа во Скопје од оваа тука? Што правиш поразлично? Рутина во Скопје, рутината е гледање во плафон. Телевизор, лаптоп,
изместување, кичма борење, цел ден лежење. Јас за 3 месеци не отидов во една кафана. Сите што сакаат да ме видат, викам, повелете дома. Овде станам во 4:30-5 сабајле. Си имам своја рутина, низ двор прво со Ферху, не видеа правиме тоа, кафиња, мафиња. Во 8 часот сум тука, на легендарната чорба, јадам шкембе чорба направена подобро од најдобрите чорби од шкембе во Бристол хотел во Скопје. Пазаро, маркето, се снабдеш убаво се. За поважните работи одиме во Гевгелија, која е на 20 минути, Богданција на 15 минути, Валандово на 20 минути, Струмица на 30 минути. Значи, пак имаме каде да отидеме. Се уште немаме банка, немаме амбуланта и на крајот на оваа година се спремаат локалните избори. Верувам дека дојранчаните ќе го направат вистинскиот избор. Многу малку треба за Дојран да функционира како што е ред. Многу малку треба. Се уште има остатоци од едно друго време, од еден друг режим, луѓе што сакаат да заработуваат без да мрднат со... Знаеш, но среќа што овие млади генерации, што сега ги водат овие угостителски објекти, оти туризам без добри угостителски објекти нема тоа, не постои. Гледајќи ни светот што се случува, поднаучија, па ден денес како ги влезеш во ти сервираат нешто, се чувствуваш на вистина како во некој врвен ресторан на запад. Знаеш ли да си изготвиш некогаш така дома? Јас сум самец и ние самците обожаваме готови јадење. Ама секој ден различно си јадам. Те сарвички, те ќофтенца во сос, те има ѓувеч, ваков ѓувеч онаков, па шпагетички, малку се. Знам, тоа маката ќе те натера да научиш. Иако овде во Дојран навистина немам потреба. Тука ќе ми направат убава чорба, за ручек јадам некое квалитетно манџиче со добра салата, така натаму. Сам си купиш од пазарот, сам си направиш салатичка. Тоа е како едва и чекам горе куќата, па да си засадам и јас нешто, да си имам и јас компирче. Знаеш, чисто колку да си низ дворот, да не забориш да живееш, нели, кога ќе завршат важни работи во животот, како што е овој проект со куќава. Ја мислам дека дента кога ќе заврши тоа, ќе ми падне толкав камен од душата, и се плашам да не ми се случи нешто што не треба. Знаеш, кога нешто во животот го очекуваш и конечно ќе се случи, да, едва и чекам да влезам и да ја гледам таа преубава беласица. Знаеш, горе овие звуци не се слушаат. Некако како да има некоја бариера звучна, ништо. Јас само гледам дека доле се случува живот, но ништо не допира. Тоа е најубавото. Да, Партизанска 60, тоа е мојата адреса. Ќе дојдеме на гости. Да, дојдете, ве чекам на куќа. Имаш изјавено дека со 500 денари го поминуваш денот во Дојран. Дали тоа важи сега и со поскапувањата и како изгледа тој еден ден со 500 денари потрошени во Дојран? Па еве како изгледа. Леп, кисело млеко, домати, пиперки, курмит, ќе ти останат и за цигари. Шо ти треба повеќе? Ништо повеќе. Мисли кој ќе го имам јас бавчичето. Со 200 дена, за цигари само? Само за цигари пари, даваш леп, сам си месеш и готово. Да, па добро сега 500 денари, може 800, може 300. Сакав да кажам дека со многу малку пари се поминува. Оти нема кај да ги трошиш. Навистина нема кај да ги потрошиш парите. Не дека се штедливи дојранчаните, нема. Знаеш како уживаат дојранчани, како трошат пари? Его солун на половина сат, калкидики на пола сат. Ќе се излудија 3-4 дена со семејството по плажи, по дискотеки, и се враќаат. Европа е тука на 3 километра од нас. Каква таква Европа е? Игор, која е таа една мудрост според која живееш цел живот и која што те донела до тука? Која да ја одбереме? Па ги имам така. Знаеш, среќен сум што барем не сум имал милиарда тези во животот како треба да се живее. Сум имал една, две до кои сум се држел. Сега на овие години само здравието ми е битно. Верувај ми. Знам дека сум оставил нешто за себе. Знам дека нема да бидам анонимен кога ќе си заминам овој свет. Знам дека ќе ме кажат на некои вести, можеби ќе пуштат и некој концерт кога ќе си отидам од овој свет. Ама знам дека нешто сум оставил. Ја не викам дека се што сум направил е генијално. Кој е таа будала што може тоа да го помисли? Но голем дел од тоа е квалитетно и луѓето го сакаат и ќе го сакаат, тоа сум убеден дека гол човек ја читаат и децата за 20 години. Тоа сум убеден. Да сме горди што си македонец и што мислам стварно што остави позади себе. Ти посакуваме стварно добро здравје и уште многу долго да бидеш со нас и да не радуваш и да ни споделуваш и мудрости и да не водиш низ животот со книги. Да се видиме, да. Фала ти, Игор. Чао.
Откако се поздравивме, дел од екипата на Хајп седна на добра храна во хотел Романтик во Дојран, а другиот дел ја презема диригентската палка. Игор, би сакала во продолжение на овој разговор, вториот дел од интервјуто, да го направиме малце да биде од вашиот интимен живот, приватноста. Па би сакала да започнеме најпрвен со маестро Александар Џабанзов. Сакам да поразговараме за неговиот лик и дело, вашите сеќавања на него. Тој почина во 2022 година, баш на денот кога нашиот Тоше се родил. Па би сакала да ми кажете кој е вашето сеќавање на него, како вие го доживувате и колку беше значаен тој како ваш узор? Па он беше посебен човек. Сите што го познава може да го потврдат тоа дека он имаше навистина некаква мила звезда. Беше многу благороден човек, многу добар, многу чесен човек. Изгора на се беше и талентиран човек. Значи она што он и неговиот музички идол Драган Јаконовски Шпато го направиле за македонската музика, е повеќе од што може обичен познавач на музиката да замисли. Баш сега пред некој ден со еден пријател евоциравме спомени, можеш да ја замислиш таа филмска сцена кога во Скопје првпат доаѓал бал на вода да се прикажува во кината, татко ми и Драган Јаконовски Шпато ги гледале сите проекции. Од 5 часот, од 7 часот, од 9 часот и татко ми ја држал батериската лампа, а Шпато ја запишувал музиката што ја слушал, бидејќи друг начин за тоа не постоело. Па сето тоа ќе го разработеле, го гледа филмот 50 на пати за да можат секоја нота од филмот да ја стават на хартија. Сакам да ти кажам за каков талент стануваше збор. Имаше апсолутен слух. Такви луѓе се раѓаат, мислам дека се 1 на 10 милиони. Се раѓа со апсолутен слух. Значи, вака да удриш во чашата кристална и он ќе ти кажеше кој тон си го удрила на клавирот. Посебен човек, добар татко, добар родител, многу добар сопруг, вистински уметник, забораваше да си ги облече чевлите за на фестивал во папучи тргнуваше, не знаеше да смени сијалица. Но во својата работа беше безпрекорен, беше идеален, беше фантастичен, голем автор, голем диригент, голем аранжер и голем човек. Ги обожуваше децата, ги сакаше луѓето воопшто и некаде пред крајот на својот живот, откако депресијата го отепа, тој без мајка ми живееше 25-6 години. Не можам да кажам дека стана гневен или лут, ама стана тажен, како разочаран од сето тоа. Тој не напиша ни еден тон од како умре мајка ми, нема напишано ни една композиција од како умре мајка ми. И ако ми е за нешто макар што си го напушти овој свет во таква некаква тага. Јас се обидував, можете да замислите, сум се обидел многу пати, јас и сестра ми многу блиски, да влијаеме на неговото однесување, да му кажеме дека навистина четврт век е премногу, да не се обидеш барем да живееш нормално. Не, он беше оптеретен со мајка ми. Такви љубови, како тие, денеска не постојат, навистина. Да сакаш еден човек, вистински, цел живот, да го сакаш, и кога го нема четврт век, да го сакаш веројатно и на оној свет. И баш сега сум во фаза на тоа да ја завршам таа една важна работа. Неговата последна желба беше да мајка ми и тој заедно да си почиваат. Мајка ми беше закопана на сосема друго место, тоа е во алејата на Великаните. И еве сега чекам сестра ми Тања да дојде конечно од Америка да се видиме и да ја завршиме и таа формалност, да ги ставиме конечно мирно да си почиваат. Најголемата позната љубов во светот на уметноста, мислам дека е на мојата мајка и мојата. Каде Бармало има нацртано и мурал во негова чест. Мислам дека и улицата ќе биде насловена или веќе е по неговото име. Не таа улица, сосема друга. Да, муралот го направија двајца гениалци, наши улични цртачи и тоа. А јас па од тоа минатата година на истиот овој датум, на 25 јануар, мислам кога му беше роден денот, успеав да ги соберам сите златни славејчиња, што некогаш пееле, тоа се сега мајки, некои се баби, ги пеа истите песни што ги пееле пред 50 години, јас отсвирев неколку на укулелето и му направивме навистина еден убав, еден, како да ти кажам, една чест му направивме на целото моје семејство, не само на маестрото. Излегува многу добри фотки, многу добри видеа, излезе и таа книга што ја направи Бранка Костич за него, за неговите детски песнички и тоа. Мислам дека она што е квалитет трае и он е вистински доказ за тоа. Детски песнички што ги напишал татко ми пред 50 години им се допаѓаат и на овие деца. И тоа ти кажува се.
Имавте интересен пост на Инстаграм како се збогувавте со 2024 година. Што беше тоа толку што ве растажи или зошто таа 2024 беше баш вака да избркате? Да, се што имаше во таа лоша вештерка 2024. Лично за мене беше година на успеси. Сериозно, имав многу успешна турнеја, по повод 30 години од соработката со Гуру Харе, албумот, концертот Филхармонија. Снимив новата сезона на Агенда. Во театар ја изработивме представата 12, која се уште е хит, нема билети до мај месец. Направив текстови за половина од естрадата и навистина нема време дури ни за себе да поработам малку. Некако минатата година ја посветив на другите, но како ти се зголемуваат бројките во твојата возраст, така сакаш што повеќе да работиш, што повеќе да оставиш. Оти уметник што не оставил ништо, само се занесувал дека е уметник, знае. И јас сум присталица на онаа теза, сега брго ја објавив некаде, не се барај себе си во уметноста, барај си ја уметноста во себе си, ако имаш да ја покажеш. To show something, затоа е шоу. To show something. Јас имам што да покажам, би дал Господ да имам што да покажам. И тоа се уште пали, што е најинтересно и кај овој нови генерации. Знаеш колку е прекрасно да видиш на твој концерт 16 годишно девојче како ја пее диши длабоко. Она може и не разбира зашто станува збор во таа песна. Или да играат на труба и да пеат за една труба, нон-стоп труби. Овие генерации што се инфицирани, вирусирани од треш музика, од лоша музика, од лоши личности, појави и така натаму. И некако самата наша појава како бенд и прокламирање на таа македонска блус музика, таа мисија, еве, после 30 години успеа. Ни требаше 30 години, ама успеа. Гори имавте многу лош период во вашиот живот. Што се не сте поминале? Би сакала да поразговараме малце за, може е застарена тема, меѓутоа еве за нашиве гледачи би сакала да е до некаде и поучно. Да ми раскажете за периодот од вашиот живот кога бевте навистина тргнати еве по лоши пороси, алкохолизам и борбата со сето тоа. Тоа еве и лихва да ги спомнувате некаде. Па прво да се разбереме, тоа мене никој не ми го направил. Тоа јас себе самиот сум си го направил. И никој не ми помогна да излезам од тоа. И јас бев убеден дека еден ден ќе се појави еден човек и ќе рече: "И покрај се, јас верувам во тебе, е уште една шанса." Знаев дека ќе се појави. Иако последниот пат за тоа беше потребно можеби цела година, 9 месеци, за да се појави тој што во книгите е Годо. Отчекајќи го Годо, што ние глумците обожуваме да го играме. Тоа е едно агонично време. Тоа е време, не му посакувам никому да му се случи такво нешто. Јас не пијам алкохол само заради тоа. Инаку јас сум човек што уживаше во секоја голтка, во секоја капка. Што од пиењето направи цела наука, што уживаше во тој ритуал. Уживаше во поемштината, во седењето, во свирењето на гитара, пеењето до сабајле, седењето меѓу убави жени. Но јас не пијам само заради чувството, тоа утре сабајлето. Што го чувствуваш? Знаеш како изгледа тој ден кога ти се будиш, не знаеш кој ден е, не знаеш колку е часот, не знаеш дали си легнал по пладнето, се разбудил пред да се смрачи или рано сабајле, за после 15 минути да сватиш дека ти за еден час и половина имаш проба во театарот, а во еден имаш снимање во македонска телевизија, вечерта имаш представа. Мислам, само човек со цврста вера во себе дека можам да го издржам. Можам. И јас го издржував. Се до еден ден, нели? Сето тоа еден ден мора да пукне, да експлодира. Кај мене експлодираше, јас што им викам на младиве, оставајте ги пороците. Стварно, оставајте ги пороците во 5 до 12, ако треба, да ги оставите. Јас ги оставив во 12 и 15, ама ги оставив. И затоа ги напишав тие книги. Сметав дека ми е мисија уште една во животот, ако не знам да им објаснам на младите како треба, барем да им објаснам како не треба. И затоа многу ме нервира кога некои луѓе се повикуваат на тоа. Мислам, да напишеш на некому во коментар на Инстаграм пијаница, коцкар и женкар, на човек што напишал 4 книги за тоа, е исто како да му кажеш на сонцето дека свети. Не знам дали ти дадов добар пример.
Дали им одговарате на тие коментари? Па ти кажам, кога бев јас сум опериран од дете. Од дете ме оговараат мене. Љубоморат на успесите. Во последно време се фатив себе си дека почнувам да се расправам со нив, но да ги одоброволам моите фанови, ако воопшто имам такви, оние што ме почитуваат и ме сакаат, значи не го правам тоа за себе. Мене не може да ме изнервира Панче од Македонски брод. Кој е Панче од Македонски брод? Зошто Панче од Македонски брод мисли дека тоа што ќе го каже за мене, ќе го промени мислењето на луѓето за мене? Грешка си, Панче. Ќе го променат луѓето мислењето за тебе. Пошто ти си единствениот идиот од 100.000 луѓе кога кажуваш нешто што не е соодветно. Дури некаде ја прогласив 2025 за конечно разрешување и утепување на сите можни хейтери. И ќе ја посветам оваа година колку повеќе ги англичаните имаат убав збор expose, да ги експозираме, да ги прикажеме, да бидат exposed, толку помалку ќе ги има. Оти не верувам дека Панче од Македонски брод го напишал тоа, а мајка му и татко му го тапкале колку добро го напиша. Не верувам во такво нешто. Дури ни најблиските не му веруваат на тоа што го пишува. Ти си чула некој успешен човек да зборува невистини за некој? Нема време успешниот човек да се занимава. А Панче од Македонски брод има време, до 2:30 на работа, жена му ќе ручаат у 3:30, до 4:30 почнува да станува многу паметен на Инстаграм или на Фейсбук. Во име на другите го правам. И не ме мрзи, не ми е тешко, што кажу Срби, не ми мрско. Сакам да им помогнам на секогаш го кажувам тоа, што мене ми пишуваат, што им пишуваат на овие помлади, овие што сега ста покусни што им пишуваат. Мене ми покажувале пораки наши пејачки, со кои сум близо. Тамара, Антонија Гиовска, мислам ги знам и некои се објавувани. Па тоа се тажни некои коментари на некои тажни бедни луѓе и така натам. Дур сум жив, дур мрдам, ќе се борам со луѓето што мразат луѓе што не ги познавам. Додека сум жив ќе се борам со нив. Имате изјавено дека сте имале проблем со луѓето што даваат пари на камата, дури сте го искусиле чувството да добиете во уста. Мене ме интересира што помисливте во тој момент. Дали се збогувавте од животот или знаевте дека некако ќе излезете како победник од сето тоа? Се сеќам на тоа, ако е тој дел од книгата. Прв пат само му реков, пукни жити све, скрати ми ги маките. На тоа многу добро се сеќам дека тоа му го кажа. А во суштина сигурно не сум го мислел тоа. Јас можеби делувам како храбар човек. Сега не сум ни кукавица, ама не сум од оние најхрабрите. Не сум имал прилика да покажам колку сум храбар. Но храброст не храброста е убава работа дури и кога ја правиш само на одредени моменти во живот. Да речем, јас сум во мојата професија многу храбар. Сакам да испитувам, да експериментирам, па и нека паднам, нека изгубам, важно сум пробал. Некои луѓе ни тоа го немаат, не пробуваат никогаш ништо. Значи не можеш да се ако не пробаш. Пак, откако еднаш ќе ти се случи тоа два пати, третиот пат ќе размислиш како тоа се прави во животот. Периодот со бракот со Искра. Секогаш зборувате со најубави зборови за неа. Во какви односи сте сега во моментот? Искрено, јас се немаме видено од 2011 година, последен пат ја видов на плажата во кампот во Струга, помогни ми, Радожда, некој од тие кампови. Ние бевме таму цела екипа, имавме концерт во Струга и мислам дека уште еднаш се видовме, има некоја идеја со Лила да прават една емисија пред 15 можеби години. Се сретнавме во тогаш на Кала преку ден и ми рекоа дали ќе ни помогнеш да правим, да, ќе ви помогнам. Не сме во контакт, не би било окей да сме во контакт. Нашите патишта се раздвоја. Оној што беше виновен за целата таа работа сум јас тоа јавно го. Па мислам и ги примив ударите после тоа, најдостоинствено. Тоа е. Мислам, јас се радувам за неа што сепак успеа да си направи нормален брак, да си има дечиња, да си има своја професија. Драго ми е што јас бев тој што на некој начин ја убеди дека е добра за телевизија. И еве таа денеска води емисии и не го изгубила жарот на борбата, нели?
не го изгубила. Јас многу рано останувам и често пати ми се случува шетајки по каналите рано наутро да налетам на неа и секогаш ми предизвикува насмевка се уште. И се восхитувате ли? Па да, она е многу храбра жена, многу интелигентна, многу умна, зборува неколку светски јазици и беше голем другар, беше женски фраер. Така ја засакав. Ние се разделивме како после лошо одработен бизнис. Не ни успеа бизнисот, си кружиме рака и се разделивме. Никогаш нити лошо кажала за мене, не сум чул, нити па јас за неа. Навистина тоа се убави 10 години, и можеби повеќе од мојот живот. Колку врската со Илина го промени вашиот живот? Имавме прилика да видиме на вашиот Инстаграм профил, поделувавте на социјалните мрежи многу убави моменти. Колку Илина беше голема точка позитивна во вашиот живот? Па беше од една уравниловка пред тако јас дојдов тука и кој ме прашува што си дошол тука во пензија ќе одам. Така им реков, расчистав веќе се одам во пензија. Жени, фамилија, нема ништо, тоа заврши. Па врската со Илина беше како од 0 до 100 и после од 100-ката кој ќе треснеш на земјата, знаеш. Ми требаше долго време да се оправам, право ти кажам. Да. И ден денеска луѓето кои ме прашуваат за неа, не дека ги избегнувам одговорите за неа. Нешто слично како со Искра, не се изгрешивме ние премногу. Еден на друг, едноставно така животот сакал да биде така. Она што Илина го прави во моментот, ми кажа дека ќе го прави вториот ден од како се запознаме, дека тоа е последната жела во животот, да го направи тоа, да оди, да се усоврши и така натаму. Едноставно јас со моите 60 кусури не сум подготвен да чекам ни само најбољин година, што кажа Србија. И тоа така некако нормално, природно заврши, престана сите контакти. Со дека лани се видовме кога дојде во Македонија, дојде на мојот концерт, се видовме на едно снимање, неколку пати во 2-3 дена и се изгледаше како да е наместено, на се беше така случајно кога сака животот. И тоа е една прекрасна епизода. Ја би посакал на сите што го гледаат ова интервју, а не биле влюбени во животот, да им се случи нешто тако. Па јас бев 10 сантими над земјата 2 години од мојот живот и убаво е да го почувствува човек. Сега паѓањево од 100 надоле, тоа малце боли. Половината ќе боли, може лакто да го повредиш. Но исто така, најубави спомени, многу работи научив од неа, работи што и ден денес ги практикувам во својот живот, што се поврзани за здравото живење и така натаму. Спијам кога ми се спие, јадам кога ми се јаде. Нема правила. Не јадеме во 2 часа, зашто тетка Добрила направила добар ручек. Не, јадеме кога ни се јаде. Не јадеме навечер многу доцна и така натаму. Воопшто односот кон животот, се разбира дека нејзиниот однос кон животот е многу поисправен од мојот. Нели? Таа водела цел исправен спортски и здрав живот. Јас водев некаков боемски, па сега на стари години се обидуваме не да си скупиме гревовите, кои наставно сваќаме дека без чување на собственото здравје нема живот. Што ќе ти се и пари и љубови ако твоето здравје не како што треба. Има ли Игор на видик некоја нова љубов или не размислувате за тоа? Па имам на видик како би требало да изгледа таа со која ќе го завршам мојот живот, значи медицинско лице да биде, да не ги измеша на опчињата, може да биде разведена, до 2 деца, до 18 години да се деца. Плава, 90, 66, 92 е максимално што е потребно и да има малку акл во главата, да не ги измешаме заедно опчиња во терапијата. Па немам, злато моје, ние овде во Дојран сме слепо црево за тие работи, мораме да одеме у големите градови, Струмица, Богданци, Гевгелија, за да фатеме некоја рибичка. Па мислам, што би рекла Милјана Кулич, what? Што ме прашати мене за женска? На 60 години да имам женска? Па си е можно, зашто Ќе се појави некоја. Ќе се појави некоја. Како што се појави или на кога не очекував, верувам дека ќе се појави некоја. Има по Инстаграм кандидатки. Тоа сакам да прашам. Има. Има и безобразни. Има неочекувано безобразни. Што е најчесто тоа безобразно што ви го пишуваат или праќаат? Што би ти правила јас тебе? А по фотографиите, не татко, дедо можам да ја бидам. Ја 62 на 20 и нешто, што би ти правила ја тебе? Срце, викам. Од гркљенот нагоре се работе. Од гркљено надоле, ништо не работи.
Многу паметно, многу паметно. Тажно е тоа, не е паметно, тажно. Игор, вака, имавме прилика да видиме како живеете овде во Дојран, кои ви се секојдневните навики. Имавте интересен животен дел со вашето мачка Емче. Би сакала да го слушнам приказната за Емче. Многу ме интересира. Приказната е Радовишка и многу ми е кеф дека е Радовишка, оти ти си Радовишанка, нели? Се случува на башите Радовишки, кај фамилијата Таушанови, и покоен Славе Таушанов, првиот радовишки рокер, и неговиот син Александар Таушанов, кој веќе подолго време дури настапува во некакви комбинации музички. Со мене, јас во тоа време разбоемштен по Македонијава со гитарата, стигнувам навечер, беше страшно невреме, се сеќавам кога дојдовме. А домакините се обидуваа безуспешно на еден лаптоп да успееме да најдеме директен пренос од погребот на Ейми Уајнхаус, која умре неколку дена предходно. И кога конечно добија децава интернет, тоа што некои стикчиња се правеше, тоа е два себе, и навистина го изгледавме тоа снимка од погребот или погребот. И во моментот како ја ставаат Ейми Уајнхаус во тоа, само во тој најголем дожд слушам. Не очекувам, ние башите знаеш, 2-3 кукички, горе брдото и 2 километра е центарот, значи ние сме во шума, во природа. Нема од кај да дое Мачево. И се појави такво едно исплашено, сеќавам, ме зема вако во раката. Ние бевме на стотка, такво беше времето боемско, вака и само реков, таа ќе ти правиме Скопјанка. И стварно, Емче стана Скопјанка, после 3 дена ја донесо во Скопје, ветеринари, стана најпознатата мачка у Беливо Скопје, издаде своја книга, приказни од Македонија, и пред година и пол дена морав да ја испратам на небото, затоа што се разболеа од една болест, не дозволи да се мачи и така. Емче е најубавото нешто што ми се случило кога се животните опрашања, затоа што сама се појави. Знаеш, сегашното милениче, Ферхунде, ја наблюдував можеби месец дена. Тие бе 10 кучиња во тоа мало, такви улични кучиња, и јас 10 дена ја посматрав како она се однесува, како е кон другите кучиња. Така и некако тој шарм нејзин што го има, некако ме натера тие очи нејзин, ме натера еден ден само да ја земам, да ја ставам у кола, да ја однесам на ветеринар и да ја вдомам. И предходно Бошко, ја имам 3 така е тем познати миленичиња. Се разбира, тие миленичиња што се до мене, поготово сега со во ерата на Инстаграмот и на Фејсбук, остануваат и тие порекат звезди. Ферхунде, да не се лажеме, нејзините видеа имаат гледано сколку видеата на сите пејачки заедно во Македонија, значи тоа математиката е екзактна наука, бројката. Многу ја сакат Ферхунде. Шармантна е, брза е, сладка е, итра е, убава е. Како што истакнавте, вие сте една од најпознатите инфлуенсерки. Јас сум инфлуенсерка многу одамна. Сега во последно време ме претрка Стефан Лазаров, но Стефан Лазаров е институција, он е фабрика. Така да не е чудо што за толку кратко време ме... Јас сум сега на 125.000 и да речеме сум во 5-те, како се вика тоа, приватни лица, што имаме најмногу следачи, другите се фирми, политички партии, не знам што. Во секој случај Инстаграмот мене ме забавува. Понекогаш знам да загледам на него, кога сум во Дојран помалку го користам, ќе објавам нешто, ќе искомуницирам со луѓето и толку. Кога си во Скопје, ти си принуден да си цело време на тој телефонот и друг живот во Скопје нема освен мобилниот, кај што можеш да видиш во секој време плажа во Куба, и тоа што го нема во Скопје, барем малку да се залажеш. Овде не, како вишок е интернетот. Мислам, интернет ми треба да видам вести горе, да си пуштам некој филмче на Netflix и така натаму. Денски не се занимавам многу со интернетот и еве за нојде, значи јас сум сега во Дојран. Не можам да комуницирам толку често, немојте да ми се лутите. Да ви кажам, најискрено ми требаше 3 недели да се оправам од 3 месеци во Скопје. Навистина. Значи јас дојдов тука бел, креч во лицето. Навистина. И еве сега за 3 недели ми се врати малку, што се вика ова црвенилото во лицето, ми се врати желбата за живот. Тоа Скопје утепува. Ама, Чичо Игор да ви каже нешто, за 10 години сите ќе тргнат по мојот пат. Кога ќе сватат они дека само треба да го продадат станот во Скопје и пензионерските денови со тие пари да си купат куќа, кола и ќе им останат, нема може да ги потрошат. Значи не е исто да го напушташ овој свет гледајќи во плафонот во Скопје, во лустерот, и во беласица до половина
во снег и целото езеро. Не е исто, мора да признаеш дека не е исто. Игор, имаме една изјава, сакам да ви ја прочитам. Цитирам, Миро Кацаров. Игор Џамбазов е уморен од водење. Дајте бе луѓе млади водители. Што имате да извајавите за ова изјава? Па дечкото ме спомна, да, не знам од кои причини. Ја може би сум уморен од водење, ама луѓето што организираат не се уморни од мене. Каква е таа глупава теза? Дајте ние малку младите. Чекайте, луѓе, кој мене ме вика по фестивали и по ова? Татко ми покоен од гробот или дедо ми? Кој ме? Комунистичката партија на Кина ли ме ангажираше да водам, да свирам на Нова година во кисела вода? Не, градоначалникот кој него ни познат, се запознат со него. Тамо, значи, тоа млади, ние младите, тоа беше во комунизмот. Ние младите. Сега сакавте капитализам, такво општество сакавте. И такво општество. Дечко. Значи, прво ќе направиш нешто во животот, тоа го кажа се и на една друга личност што се осмели да лаже за мене. Немојте да лажете, бе, луѓе. Значи, тоа лесно се проверува. Лагите на Инстаграм лесно се проверуваат. Што значи, бе, тоа дајте ние младите? Па и мене ме спомна, па и Сашко Коцев. Па нели му е срам Сашко Коцев да го спомнам? Сашко Коцев е млад човек прво. Како тоа ние младите? Еве јас, еве повик до сите продуценти. Ве молам да ги земете овие млади, ве, Миро Кацаров. Значи ви преколнувам. Како да ви објаснам? Еве, првиот пат кој ќе ме викна да водам нешто, ја ќе ми го предложам Миро Кацаров. Ама не го сака, што да правиме? На сила, не можеш некого да бутнеш да води. Господе Боже, Господе. What? Што ви рекла Билјана Кулич? What? Глупости. Моето последно прашање е пак поврзано со некои млади кои што изјавуваат за вас. Вашето мислење за Давид Давидовски. Тој се извини јавно и во нашата телевизија и на нашето интервју. Која беше причината за тој да го изјави тоа што го изјави за вас? Он се извини, ама ја не сум задоволен од извинувањето. Го заборев јас веќе него. Но финтата беше ти да се извиниш и да кажеш дека тоа си го направил само за да придобиеш гледаност. Тоа е моралниот кај него. Да кажуваш ти лаги, да кажуваш за непрофесионалство на Игор Џамбазов. Па ја те молам, приватно од секој ќе ги интервјураш луѓево, да ти раскажат каков професионалец Игор Џамбазов. Значи, кога не можеш да удриш по квалитетот, ти удриш на професионалноста. Не може ли да ме разбудат во Дојран? Прво ја не бе во Дојран кога се снимаше тој квиз, бе во Скопје, го снимавме преспав. Второ, јас станувам во 4,5 веќе 30 години. Значи нема потреба ја ги будам луѓето што треба да ме возат, не ме будат они мене, обратно е малце сето тоа. И на крај залага, кој лаже и краде и има вошки и спие во затвор. Да не се извинеше, ќе направи голема, сериозно. Значи ти можеш да мислиш за мене се, дека јас не сум репер. Он каже дека јас не сум репер. Еве јас се сложам, не сум репер. Еве, ја викам не сакам да бидам репер. Јас сум блузер, не можам да бидам репер. Но еве репер за нешто. Еве јас се сложам дека не е репер. Тоа е твое мислење, ја го почитувам. Ја не сум репер. Ама не можеш да лажеш, бе, дечко. Не можеш да лажеш. Еве ја не сум репер. Не треба да учат младите луѓе од мене. Еве од тебе нека учат младите луѓе. Ама не можеш да лажеш за мене, не можеш да измислуваш работи. Тоа е. И напишав. На интервју се оди од кога ќе постигнеш некаков успех во животот. На интервју не се оди за да постигнеш успех во животот. Маце му се мешани ломчињата. Но тоа е што да правим. Игор, ви благодарам многу за искреноста и исцрпниот муабет и за тоа што не гостивте овде во Дојран. Ви посакувам мир пред се, да уживате и да не поканите повторно кога ќе биде спремна вашата нова куќа. Еве јавна покана да бидете едни од првите што ќе влезат во мојот дом. А нема да испуштиме таа можност да бидете први денеска овде во Дојран што ќе ја снимите куќата. Да видите барем како изгледа. Јас сум Игор Џамбазов, а вие гледате Хајп Македонија.